Ја следите утринската програма на Телма. Оваа среда, 8 мај, неработен и изборен ден. Ви нудиме микс од содржини, информативен карактер, малку култура, уметност, со цел да ги задоволиме префинетите вкусови на нашите гледачи, па така во очекување на првата пресконференција на Државната изборна комисија, најавена за 9:30 часот утрово, на која треба да бидеме информирани за излезноста до 9 часот и за досегашниот тек од гласањето. Одиме со малку култура. Го најавуваме 52-то издание на мајските оперски вечери кој почнува утре, но предходно за еден голем успех на танчарите од Македонија. 33 танчари учествуваа на светското првенство во Полска и освоија дури 25 медали. Гости на оваа тема е Сара Кочан, кореограф и танцов ментор. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Пред една седмица се вративте од Варшава, светско првенство во танц. Нашите танчари таму освоија куп медали. 25 медали во прво, второ и трето место и уште 25 за останатите места во финале. Значи вкупно 50 медали во финалето на светското првенство во латино танци во Варшава, кое што се одржа оваа година по трет пат поред. Од каде ние македонците толку надарени за латино танци? Што се случува со другите латино нации? Колку медали освоја тие? Латино танците сепак се спортски танци, како спорт и култура се водат. Во Македонија ние имаме огромен талент за танцување, за музика, за ритам. Го имаме тој слух. Мислам дека целиот Балкан е таков. Сите сакаме ние музика и танц. Вредна нација, би рекла, многу вредни танчери, многу вредни деца, многу посветени родители и резултатите доаѓаат од таму. Не би рекла дека латино државите се поуспешни само затоа што се, нели, петте латино танци воопшто не се ни потекнати сите од тие латино држави. Имаше некоја од другите нации кои освоја поголем број на медали од нас? Пољаците како домаќини. Како домаќини, меѓутоа имаат многу убава култура, многу квалитетни танчери, мислам дека многу повеќе можности да се покажат и да се афирмираат. Чесите исто така има одлични резултати, меѓутоа би рекла дека во тие топ 3 котираме и ние. Кога станува збор за нашите 33 танчари, за каква популација станува збор? Дали се тоа сите деца, бидејќи рековме млади танчари се медалисти? Најмладиот танчер беше 6 години, најстариот од инклузивната група 44-5 години Оливер. Инклузивната група со попреченост, 9 танчери со попреченост исто така беа на ова првенство. Они се закитија со 2 медали, една за група, една за формација. Танцуваат заедно со младинската група од Dancers United во заеднички кореографии. Останатите се од 6 години, како што реков, па до 20. Така, неколку дена трае светското првенство. 3. Како е организирано? Вие бевте и во улога на судија. Спомнав во што се состои судењето, кои техники, кои параметри се мерат? Во судењето има неколку параметри кои што нели мора да се запазат. Првично судиме кореографија, техника, ритам, музикалност, снаоѓање на подиум, бидејќи во танците, ајде да земеме пример, не им е јасно толку на луѓето како толку многу категории има, како трчањето. Трчање, полумаратон, маратон на 100 метри, 200 метри, со препреки, без препреки, исто и во латиното. Соло, дуо, во парови, во групи формации, има шоу елементи, има 5 танци поединечно, така да зависно од секоја категорија има нели критериуми кои што мора да се запазат да се судат. Ако се работи за категорија шоу, тогаш треба да се внимава дали и во таа кореографија има шоу елементи, колку е запазен тој шоу, каква приказна се раскажува и се дава соодветна оценка и за тоа. За да се освојат 25 медали, потребна е колкава подготовка. Како се тренира за настап на светско првенство во латино танци? Јас би рекла дека сепак е тоа некој дренажен процес од 11 години кои што нели се работи кај нас конкретно во студио, во Dancers United. Тоа
танчевите кои што победија и денеска се тренери на помалите деца кои што нели исто освоја медали, се деца кои дошле пред 11 години во клубот, кои што праснале со нас, кои што ги знаат нели сите тие работи на кои што треба да се внимава, освен само да се има добра кореографија, бидејќи мора да се излезе, да се изигра, да се представиш, да дадеш се од себе нели да се изигра таа кореографија соодветно. Треба да се поклопат повеќе параметри. Меѓутоа се работи, освен нели таа техника која што се работи повеќе години, треба да се пратат и трендовите, што е во тренд од костимографија до музика, до сценографија која што ние носиме нели на тие шоу елементи. Кореографски треба да биде тоа интересно, атрактивно за нели да го долови. Вие си го правите изборот на музика, на мелодија, на ритм? На делот, на групните кореографии на шоу, додека има и категории каде што се танцува на музика на организатор. Значи тоа се тие во парови, латино танците, солото, нели отворени категории каде што танчирите танцуваат на музика на организатор, например 5 танци латино. Тоа се нели чачича, самба, румба, пасо, добле и џајв, они играат на музика на организаторот, тоа треба да се представат со нивна подготвена кореографија заедно со повеќе танчери на подиумот. Кога станува збор за танцот, рековте вредни танчари, многу посветени родители, упорни или не знам кој епитет го употребивте, дали се и преамбициозни родителите или децата? Вредни. Амбиција, мислам дека тоа и ни е голем плюс, затоа што сепак како мала држава одиме да победиме, нели секој има желба да победи, но спремни сме и да изгубиме, затоа што нели ги немаме тие ресурси кои што ги имаат големите држави. Другите држави во која смисла кога станува збор за танцот? Навистина се финансирани повеќе од самата држава, самите другите држави се нели и поспремни, побогати од нашата, ние сме ограничени. Иако морам да кажам дека Dancers United оваа година со помош на Министерството за култура и неколку приватни компании финансиравме 33 лица од репрезентацијата, 100% ги финансиравме. И доколку ги немаме овие нели помоши од страна, не би можеле да се појавиме, не би можеле да се представиме и да котираме така високо на тие нели светски води. Така да би рекла дека упорноста и вредноста е повеќе од А кога станува за збор за латино танц, дали е потребно повеќе талент или упорност и вежбање? Како и се друго, талентот е некој 10%, значи да, секако некој кој што е талентиран многу повеќе ќе постигне, многу побрзо ќе стигне до некој ниво, но ако не е вреден, тука завршува се. Треба да се вежба упорно, секоја недела без паузи, за да се постигне таков резултат. Не може само со талент ништо да се постигне. И доколку некој е неталентиран, со многу труд и со многу работа може да се постигнат резултати. Овие 25 деца кои освоија медали, колку време назад тренираат? Колку години напорен труд е зад таа медала? 10 години. Има деца тука, како што реков, тие што се по 6, 7, 8 години, кои што нели тренираат од нивни 4-5 години, но сепак нели критериумите во категорија мини кид се многу пониски од критериуми во младенци. Најтешките категории за победување, морам да кажам дека беа младенски категории, тоа се од 16 години, и јуниорските, јуниор 2 поготово. Дали кога станува збор за овој вид на уметност, може и добро да се живее и да се заработува, или повеќе станува збор само за страст, за хоби, за една уметност која се танцува така поради страста, поради... Па се што се работи со многу љубов и со многу труд може и да се заработи. Доколку се работи нешто професионално, може и да се заработи од тоа. Сам нашите танчери веќе од мали нозе заработуваат, што од настапи, што од нели држење на часови, они се сите тренери. Потоа нашите танчери беа сега актуелни на Златна бубамара на популарноста, на концертот на Драган Мјалковски и така натаму, нели. На неколку емисии на кои што се представуваат и кои што ги покриваме танчерски. Така да сето дека се работи нешто добро и со многу труд, со многу љубов,
Може. Велите мала и сиромашна држава кога се споредуваме со големите нации, меѓутоа во минатата година Македонија беше домаќин на светско првенство за латино танци. Да, имаше наши Што значи колеги. тоа да се биде организатор на светско првенство? Па може секој да биде организатор на светско првенство, се поднесува молба до федерација и се додека нели има квалитетни танчери, има луѓе кои што може да го изорганизираат, нели се исполнуваат сите тие критериуми за да се одржи едно танцово првенство како сала, простор, нели каде може да одат, каде да се паркираат и така натаму, има неколку критериуми. Може да се одржи, ние бевме сега организатори на меѓународен танцов надпревар Diamond во хотел Мериот во април месец. И имавме 8 држави кои што не посетија на надпреварот. Така да Македонија има многу убава култура и луѓето од надвор многу не почитуваат како нели во тој танчерски свет. Така, спомнавте деценија зад вас, 11 години, 10 години. Какви се трендовите кога станува збор за латино танцот? Се повеќе млади се интересираат, се вртат или има една константа? Кога станува збор за латино танцот, со оглед на тоа што и на почетокот ве прашав од каде ние како македонци толкова страст кон латино танците? Зошто не кон некој друг вид музика и танци? Не би рекла дека се само латино танци. Кај нас во студио имаме и балет, и хип-хоп и латино танци. Можам да кажам дека младиве сега повеќе се заинтересирани за хип-хоп, бидејќи нели тоа се трендовите со социјалните мрежи, со TikTok и така натаму. Но има интерес од децата, има интерес од родителите да ги носат нивните деца на различни спортови. За жал во латино танците и во танците се помалку и помалку девојчиња, помалку и помалку момчиња имаме, повеќе девојчињата, но тоа би рекла е затоа што имаме избор. Има навистина убава конкуренција, има избор на повеќе спортови каде што може да ги запишуваат децата, не се само неколку клубови и може да одберат. Позитивно е тоа што навистина децата спортуваат, со тоа сите други вештини се активираат и се подобруваат од социјалните вештини до психофизичкиот раст и развој на децата. А и возрастните, морам да кажам дека сакаат да танцуваат. Имаме и возрастни групи, и посетуваат танцови, забави, игранки, така да универзалниот интересот јазик на комуникација. Да. Како се организирани тренинзите? Колку пати неделно се тренира и во кој обем? Колку часа? 3 пати неделно се тренира. Тоа се редовни тренинзи и дополнително на тоа има нели дополнителни часови за дополнителни кореографии, доколку некој има соло, дуо и така натаму, има дополнителни часови 3 пати во недела, ако имаат понеделник, среда и петок. Повеќето танчери имаат и сабота, недела дополнителни тренинзи. Така видовме дека зборувавте сега во позадина дел од прославата веројатно беше тоа по освоените медали. Ова е презентација на сите нации. Ете македонската е првата делегација, која што да. излезе. Што значат овие 25 медали? Ја креваат сега летвичката на амбиција за понатаму? Како го прославивте ова и што е следен предизвик? Секако, мислам, секој сака да победува, секој сака да осети дека е некаде на врвот. Нашите танчери веќе неколку години поред се на врвот нели во тие топ 3 држави кои што ги освојуваат првите места. Многу убаво кога ќе отидеме надвор и кога не ги препознаваат танчерите, самите суди, домаќини веќе не знаат кои сме и како сме, не препознаваат нас како држава. Ова се танчери кои што се амбасадори на нашата држава, кои што им се пее химната, им се пушта химната секаде каде што одат, нели? Така да е само потик и мотивација дека ние можеме, дека ние умееме и дека нели вредниот дека трудот се исплати. Сега во ноември месец имаме, освен тоа што локално имаме неколку надпревари овој период во мај, јуни, во ноември месец се спремаме за европско првенство во Шведска и тоа е тоа. Секоја година Таму е насочен. Да. Добро. Сара Кочан, ви благодарам многу за гостувањето. Ке беше убаво, но ете изборен ден е да дојдевте во студио со дел од танчерите, да видевме дел од нивниот настап тука, но тоа во некоја следна пригода. До тогаш ви посакувам успехи на наредните надпревари. Ви благодарам многу за поканата.